Добро вечер, Македонија. Време е за листа за 300, квиз на знаење и надмудрување кој што можете да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени во нашето студио, што значи пополека може да ги запоседнуваме надпреварувачките кабини. А знаете дека прво секогаш ги повикувам победниците од минатото издание, односно денешните домакини. А по едно интересно издание до домакинската кабина стигна Момчило и Раде. Да ги поздравиме. Момчило, здраво. Поштовање. Раде. Оп, пази да не се стопне. Здраво. Како сте? Супер. Минатиот пат 150 евра успеавте да ми ги земете, беше интересно. Си изигравме асоцијација на буквата. Ама никој не може да ви го знаме маризнењето. Сепак не се влечевме многу, нели ви требаше само малце да ме подбутне човек и тоа е тоа. Буква и толку идеме дали. Како за прв пат. Точно така, тоа викам пополека, знаете како се билда искуството, така едноставни позитивните искуства тука се билдаат на купче затоа што се полесно станува. Пополека ги учиш и надпреварувачите, противниците, со некој ќе се поклопиш и така натаму и така наваму. Со други зборови сакам да ви кажам, не би било лошо се почесто да доаѓате, без разлика на нели резултатот. Но Така е. Битно дружењето. така е. Денеска сте шампиони, да не го забораваме и тоа, домакини. Сепак ќе пробува да ве тргнат од тронот, дали сме подготвени да водиме уште една битка? Ќе пробуваш? Да, одлично. Нема да ве прашам кои теми, што како, тоа ќе го криеме во тајна. А да не сакате вие да додадете нешто? Што се нове на тоа? Што имате Си ги поздравиме, па Да, најмилите. Да, внучињата обавезно да не ги И забораваме. жената. Така, и жената, така и жената, има и жената, така, се сложувам, супер. Ќе биде интересно и денес, ви посакувам многу среќа, домакини, повелете во домакинската кабина. А секако тука во нашето студио се и нивните противници. Улогата на предизвикувачи денес ќе припадна на Александар и Бојан. Повелете. Александар, здраво. Здраво, Марче. Бојан, здраво. Здраво. Може понаваму да дојдете. Така, супер сме си. Александар, по некое време повторно се гледаме во листа за 300. Кога беше последен пат? Па, Минатата сезона. Минатата сезона 2-3 пати да се учествувам. Така, знам. Знам дека е паметен до толку не сум излапен. Да седи, барем не се уште. Млади сме се уште. Па да, тај да речеме. Многу ми е јако кога ќе ми каже некој: "Леле Марче, ич не личиш на годините." Ај, вега, молим те, не ме лажи, видя коса колку е бела. Ако нешто личи на годините, тоа е ова дел. Тука се ретка и бела. Млад во душите се осеќам. Тоа беше друга работа. Ама што да кажам, тоа е тоа. Александар, нема да те замарам тебе со повеќе, те знаат гледачите. Ти да не сакаш нешто да додадеш? Па да поздравам прво сите што гледат листа за 300, што повеќе кандидати да се пријавуваат. Фала, Моите дома, жената, децата и сите останати што не знаат. Одлично, голем поздрав и од мене до истите, да сте живи и здрави сите и секако навивајте за вашите фаворити. Бојан, да те запознаеме тебе на кратко прв пат и во листа за 300. Да, прв пат со Александар, пријатели сме од детство. Од деца, да, од мали. Од Скопје доаѓам, женет, имам две дечиња. Да, како се викаат дечињата и сопругата? Матео и Марко, и Што сопругата. збориш? Леле, супер, голем. Работа, ние имаме наша компанија, сладкарница, мислам, дуќан. Да, како Фамилиарно, да. Како оди работата со сладките? Па добро, супер. Правиме, изработуваме, значи секој вид на торти, на колачи, на свадбени торти, да. Супер, одлично. Работиме и Јас како што сум по благите, ќе направиме некој договор со Бојан. Обвезно, да. Јас само на тоа живеам, на благо. Жена ми ќе му удепа. Се благо не може да купи ништо благо за нејз, зашто одма го снимува. Тоа е. А она све си јаде. Тоа е добро. Ке ме утепа за ова. Да не ви одземам повеќе, да не сакаш да додадеш нешто? Тоа сакам да поздравам, значи сите што ме познаваат, пријатели, роднини, дома да ги поздравам децата, фамилијата. Нема да заборавиш. Да. И се сите присутни овде. Фала ти многу, голем поздрав и од мене до сите, кои што ги поздрави Бојан и Александар, да сте живи и здрави и секако доколку го сакате вие можете да станете дел од листа за 300, се што треба да направите, е мене да ми кажете или на некој тука од организација и тоа е тоа. Александар и Бојан, сега повеќе нема тука да ве замарам, ќе го оставиме сето тоа за во кабината. Почувате како предизвикувачи, што значи ваша е предизвикувачката кабина, повелете. Благодариме.
Момчил и Раде, односно Александар и Бојан се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме и продолжуваме понатаму со првото надавање. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Александар и Бојан, дали се слушаме? Да. Одлично. Супер. Во продолжение Александар, добро знаено е и на Бојан да му кажам ако нешто имаме некаков технички проблем. Нешто ти смета во кабината да ми каже за да го решим истиот и исто така што ми е многу важно. Ако нешто не ме разберете при читање на темата или нешто не ви е јасно во врска со темата, предпоставувате дека требало вака да биде или онака. Прашајте, немојте да предпоставувате и да носите заклучок на своја рака за да не ја бутнеме работата. Така. А сега, ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на Момчило и Раде дали се слушаме домакини. Да. Одлично, баш ме радува. Знаете како оди целата процедура, нема да ве замарам дополнително. Дали може да продолжиме понатаму, да започнеме? Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на кабините. Домакините рекоа може за старт, па ајде да стартуваме. Стандардно стартуваме со првото надавање, односно првата лицитација која што воедно и ќе го отвори денешниот резултат. А темата за првата лицитација гласи: зборови што завршуваат со да, односно ДА. Бараме зборови од најмалку 4 букви кои завршуваат со буквите да и кои се содржат во македонскиот дигитален речник. Се прифаќаат сите видови на зборови. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, модели на автомобили и така натаму. Момчил и Раде, дали не е јасна темата? Да. Да бараме на тоа, нормално. Александар и Бојан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање започнувате комните предизвикувачи, а таа улога денеска им припадна на Александар и Бојан. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина, а предизвикувачи, кога ќе имате понуда, да чуеме. 5. Започнуваме со 5. 10, 10. 12. 12. 18, 18. 19. 19. 23, 23. Колку извини? 23? Да. 24. Едно повеќе 24. 25, 25. 30. Заокружипе на 30. 32. 32, 32. Едно повеќе. 33. 34. 34. 35. 35. 36. Едно повеќе 36. 37. 37. 38. 38. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме. Александар и Бојан уште малце решија да пододморат, да се аклиматизираат, дека одамна не биле во листа за 300, а Момчил и Раде. Имаме 38 празни полиња, ни треба 38 зборчиња кои што завршуваат на да, односно ДА. И треба да се од најмалку 4 букви. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете и ајде да ги наредиме. Аркада. Аркада. Така е. Каскада. Каскада. Така е. Блокада. Блокада. Точно. Брада. Брада. Така е, брат, диже кажи. Точен одговор. Влада. Влада. Така е. Влада. Дада. Да. Агада. не, да, А, да. Да, како можев да не слушам да, зор, да... Така е. Диода. Гнида. Така е. Диода. када,
Добро, када? Греда. Греда. Така е. Креда. Креда. Точен одговор. Среда. Среда. Така е. Бледа. Бледа. Точен одговор. Анода. 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 Така е, така. Точен одговор. Катода. Катода. Точно. Електрода. Електрода. Точно. Диода. Диода. А беше диода. Диода, да, и не. Да. Од дада. Од дада е диода. Да. Поред. Кажи ми нешто. Ајде. Млада. Млада. На кој му текна млада? Па на стариот. Точен одговор. Влада. 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 Беше влада. Вода. Вода. Така е. Сода. Сода. Така е. Сода вода. Ке се зему предвид сода вода. Сода. Тешко. Балада. Балада. Така е. Колку направи? 19 на пола сме точно. 19. Имате и време, се уште не е страшно. Сега за сега све ви оди во прилог. Сега за сега. Анаконда. Анаконда. Така е. Балада кажате ли? Да. Лимонада. Лимонада. Така е. Каскада. Каскада. Кажано е каскада, извини. Маскарада. Маскарада. Така е. Чоколада. Чоколада. Бомбоници и краставици. Да. Точен одговор, чоколада. Ај уште 14. 15, да не те убивам уже толку. Да. Чекај бе, не напомням. Јагода. Јагода. Така е. Обланда. Обланда. Така е. Лаванда. Лаванда. Така е.
Церада. Церада. Точен одговор. Ламбада. Ламбада. Танц. Така беше ламбада, танц. Латински танц, ако не се лада. Така е, точен одговор. Урда. Урда. Секој петок. Истото ми текна, не знам зашто. Така сме програмирани, најверојатно. Точен одговор? Иначе, добар е зборот. Буда. Буда. Да, кинески бог. Ох, не може да се призна од една проста причина дека станува збор за Индиски име на личност. Аха. Фактички, ја рековме без имиња, нели, називи и таква работа, да. Ја сватив намерата која е. Мислам дека во 90% ситуации ја би го изиграл истото, не обрнувајќи внимание, но еве од речја ми појасни зошто е тоа така. Сепак, нели, Буда, по кога и се зачува будизмот, почува, нели, Да. една цела религијска Бог. гранка, да, како Бог, но сепак станува збор, нели, за име на одредена Лично личност, име. да, кое што после, нели, станува и Бог и по него една цела религија се развива. Многу ми е криво, имавме уште 9 празни полиња, супер ни тргнава, знаат момчило и Раде, не е ништо готово, криво ми е само што може би ви измори целата ова игра, размислувањето и сето тоа. Мене ми беше многу лесно тука, можев слободно да ви кажам, аби имаат целкуп зборови, што сте се заглајале толку, ама јас ги читам. Ги имаме тука абецеда, авангарда, автокоманда, автострада, потоа амбасада, амплитуда, па барикада, брада, кажавме бразда, бригада, па имаме влада, кажавме војвода, гајда, гарда, горда, града, епизода, етида, илијада, канонада, Настојан Ангелов, омилената омилениот градежен материјал керамида и така натаму. А сега, драги гледачи, продолжуваме со втората лицитација, односно второто надавање, но прво да им честитам на Александар и Бојан, посебно на Бојан за првиот освоен поен воопшто во листа за 300, а и на Александар за оваа сезона. Честитки, но знаете дека нема опуштање многу, веднаш се селиме на втората лицитација. Бидете внимателни, договорено? Договорено. Но честитки уште еднаш. А сега, драги гледачи, како што реков, време за второто надавање, односно втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи дали момчило и Раде ќе имаат шанса на пенали да направат целосен пресврт или пак Александар и Бојан ќе ги заменат веќе од наредната емисија во домакинската кабина. Затоа останува да видиме, а јас да не должам повеќе темата за втората лицитација гласи. Држави со најмногу снимени филмови во 2024 година. Извор – сајтот на светот во бројки. Бараме имиња на признати и непризнати држави од целиот свет во кои се снимени најмалку 5 играни филмови во 2024 година. За жал, нашата држава не се наоѓа ни на оваа листа. Тоа е тоа. Доколку имаше, нели, баравме најзагадени градови во Европа и тоа беше денешната тема, сигурен сум дека таму ќе бевме. Но сега, момчило и Раде, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Александар и Бојан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први започнуваат да надаваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат момчило и Раде. Ќе ве замолам да исклучиме предизвикувачката кабина, а момчило и Раде, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 8. Започнуваме со 8. Марче, да прашаме на Повели? информација од прилика, можеш некоја бројка да кажеш од прилика колку држави се? Надавањето до која? Повеќе од 50, помалку од 70, можам во таа бројка да ви кажам, да. Добро. Така. 8, 9. 9. И со вас ќе споделам таа информација, повеќе од 50 се, помалку од 70 вакви држави на оваа листа. И пак ќе кажам нашата не. Многу 10. ми е жал дека очекувавте сите не. 10.
10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 22, 22. нека гаѓа. Уф, ајде да видиме. Александар и Бојан. 22 празни полиња, ни треба 22 имена држава кои што снимиле повеќе од 5 играни филмови во 2024 година. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. сад, Соединетите американски држави воено се наоѓа и прва на оваа листа. Сите знаеме дека они штанцаат имаат многу развиена филмска индустрија, да не речеме најпознатата нели Холивуд. И не знам колку филмови илјадници годишно прават. Тоа е тоа, точен одговор. Кина, Кина. Така е, точен одговор. Јапан, Јапонија. Така е. Шпанија, Шпанија. Да, иначе и Јапонија е во топ 10, а и Шпанија, која што ја кажавте, се меѓу оние 10 држави кои што снимиле најмногу филмови во 2024. Италија, Италија, исто така, во топ 10. Точен одговор. Франција, Франција. Така е. Португалија, Португалија. Така е. Индија, Индија. Индија и Боливуд. Точен одговор. Бразил, Бразил. А иначе Индија меѓу оние топ 10, мислам дека на 4-та позиција на оваа листа. А точен одговор е и Бразил. Аргентина, Аргентина. Така е. Германија, Германија. Така е. Колумбија, Колумбија. Така е. Венецуела, Венецуела. За жал Венецуела не се наоѓа на оваа листа. Не би знал зошто, знаеме дека они имаат и малце поинаков систем. Може би се снимаат филми, може би не знам. Стварно немам информација, битно не се на оваа листа. Знам дека снимаат они многу ТВ новели. И по тоа дека се познат. Искрено за филмови не се на оваа листа, а ја па немам некоја плюс информација вака лично за да ви ја кажам. Ни остана уште 10, буквално уште 10 имавме за овакво, набројавме 12 точни имиња на држави кои што снимаат филмови и се сложувам, требаше Србија да изиграте. Србија, Канада, кажи ми Чешка. Да, сите. Само Чешкеве да проверам, да. И Чешка, ај ги прочитам вака оние најзвучни. Првите 10 се Соединетите американски држави, Франција, Кина, Индија, Јапонија, Обединето кралство, Италија, Германија, Шпанија и Јужна Кореја. Потоа ги имаме вака попознати
Австралија, Австрија, Бугарија, Грција, Данска, Индонезија, Иран, Ирска, Канада, Мексико, Нигерија, Нов Зеланд, Норвешка, Палестина, Перу, Полска, Португалија, Русија, Србија, Турција, Украина, Унгарија. Се извинувам, Холандија, Хонконг, Хрватска, Швајцарија и Шведска. Тоа се не со ги имам, нели со ги извоив сега во моментот, а и помеѓу нив има уште 40 секако други држави. Ме интересира само да видам и дали Хрватска, реков се наоѓа исто на оваа листа. Дојдовме со тебе новелите. Со тебе, да, тоа бе. Да. Најверојатно Тоа не навлече. Сете и визли ти венецуелци бе. Што брат намерно Касандра, да. Море тоа беа времења кога полнеше стадиони, Охрид плоштади и се што. Тоа е тоа. Александар и Бојан, ништо не е готово, но малце повнимателно сега ќе играме пенали, па да видиме на пеналите кој ќе излезе поуспешен. Марче, многу брзам денеска. Момчило и Раде. Честитки за поенот. Добро одиграно, но сега немаме време за опуштање и играме пенали. Бидете внимателни. А темата, драги гледачи, за денешните пенали гласи: главни градови на буквата М како Марко. Бараме имиња на главни градови на признати суверени држави од Обединетите нации од целиот свет, чие име во наша транскрипција почнува на буквата М. Доколку името има два или повеќе збора, се смета првата буква од првиот збор. Момчило и Раде, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Александар и Бојан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Уште еднаш да се подсетиме, драги гледачи, дека на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра и она што сега во моментот не засега е дека предизвикувачите се оние кои што први ќе започнат да редат одговори. Па, Александар и Бојан, кога ќе бидете подготвени да го слушнеме вашиот прв одговор? Москва. Москва. Мадрид. Само момент. Така е, Мадрид. Така реков. Така е, Монако. Монако. Така е, Милано. Милано. О, ти текнама касно, Раде. И јас се занесов. Не е главен град Милано, ти знаете, мислам што... Знае дека утна. Се залетаме малце, почнавме да редиме градови на буквата М. И тоа е тоа. Верувам дека веќе и заморот си го направи своето, концентрацијата малце попушти. Но, момчило и Раде, докажавте дека сте супер надпреварувачи, еден ваков кикс нема да го смени мислењето кај никој тука за вас. Што значи, повторно ве чекам. Тоа е сега од една страна добро и лошо, ќе немате спас од екипата на листа за 300, ќе ве викаме сега често да ни доаѓате тука и да си ја пробате и знаењето и среќата. За жал, денеска ќе морам да ви кажам чао, но сега го ви закажам средба во блиски дни да повторно да се дружиме, договорено? Ви благодарам. Александар и Бојан, честитки, добро изиграно, ова буквално беше кикс, лесно поминавте на пеналиве, но затоа ќе имаме повеќе енергија за темата од листата. Да видиме дали ќе земеме парична награда. Добро одиграно, ете сепак, нели, ги фатиме на кондиција што се вика, кикс беше, но и дел од листа за 300, и тоа. А сега, ја да прочитам дел од оние главни градови на буквата М, се извинам, тука имаме Мбабане, Мадрид, Малабо, Мале Кеок, Манагва, Манама, Манила, Мапуто, Масеру, Маскат, Маджуро, Мексико Сити, Минск, Могадишу, Монако, Монровија, Монтевидео, Морони и секако ги има тука и другите, меѓу тие беше Москва и така натаму. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Александар и Бојан тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. А што ќе направат, ќе дознаеме сите во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Александар и Бојан се со мене тука на главната сцена. За многу кратко ќе ги соочиме и со темата на која што се надевам дека ќе ми земете и доста пари.
Добре ми дојдовте. А сега на брзинка, што добро ме најдовте, од преска ме најдовте, дали си да се Ништо. На брзинка да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, односно дека таа е нели составена од 15 празни полиња, па треба сите да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате со парична награда од 300 евра. Вау, вежбам за лицитација да водам еден ден. Тингри, вистински да водам тука. Ајде, борзо. А сега, не би ве задржувал повеќе. Верувам дека сакате да слушнете темата и што побрзо да почнете да ги редите одговорите за парична награда. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Тренери на фудбалските клубови Реал Мадрид и Барселона. Бараме најмалку презимиња на било кој тренер на фудбалските екипи Реал Мадрид и Барселона, од нивниот прв па до последниот актуелен тренер. Не знам како можеле овие дватима заедно да ги стават Реал и Барса, не може да стварат, ама добро, можеби затоа намерно се ставели. Да ги одговарам. Како стоиме со фудбалот? А со историја на фудбалските клубови? Он повеќе фудбалот после омац. Да. Има спорт некој што тебе ти е омилен? Па, ета кошарка. Се гледа под тебе. Не знам зашто прашав. Немаше потреба. Така, да. Ја не знам зашто спорт би одговара вака некој кој ќе ме види. За ништо. Пинг-понгар. Толку. Да, ми текна карлинг, како си каже она, само за таква нешто. Но да се вратиме на она за што сме тука. Александар и Бојан. Темата ја слушнавте. Започнуваме, знаете дека првите 3 одговори и да ги погрешиме, само да не го направиме тоа, не ни значат ништо финансиски, но потоа ќе треба да бидеме повнимателни. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Рајкард. Чекај, сега мене ќе ми треба време да најдам. Барселона, фала ти. За да знам кај да барам. Така е, Франк Рајкард. Франк Рајкард, прв точен одговор. Пеп Гвардиола. Пеп Гвардиола. Секогаш ми доаѓа Гвардиола како гранола да го прочитам, не знам зошто. Ајде зашто жена ми ме труе со тие гранолчиња такви за јадење. Како и да е Пеп Гвардиола, точен одговор? Чави. Барселона. Само Чави? Чави. Доволно. Доволно, кажи, кога те знаат. 50 евра се сега во ваши раце, но бидете внимателни. Сега ќе ни требаат 3 точни одговори за да стигнеме до стотката и воедно да ги обезбедиме, нели? Да не се сигурни парите. Жозе Мориньо. Жозе Мориньо. Он на Реал? На Реал. На Реал, така. Добро. Многу добар тренер, ама некако те на моменти го поштојам, го сакам, те на моменти ме нервира, ме иритира, ама мислам дека него му е гајле, па Марче што мисли од тука за него, така точен одговор. Анчелоти. Карло Анчелоти. Ева еден од ликовите исто што ги знам. Иако не сум некој огромен фан на фудбал. Гледам, пратам, ама не... Така е, точен одговор. Зинедин Зидан. И Зинедин Зидан, ова више фудбалер од мое време, си го знам. Човекот кој што се пензионираше со глава во гради кај други играч, ама нема везе, си го бараше. Кој беше играч? Масерати, или? Да. Си го бараше и си го Матераци устави. Да, Матераци. И така е, Зинедин Зидан за 100 еврички честитки. Што правиме сега за понатаму? Да размислиме, двајца имам уште на Барселона. Ајде, моменталниот на Реал Мадрид, што е актуелниот, дали ти текнува кој е? Моментално е на Реал. Имаше еден селектор на Македонија што беше и на овако, и на Реал Мадрид. Да. Дека Анчелоти беше до прошлата година сега. Сега има друг тренер, добро да не те... Дали ти текнува, како се вика, стадионот на Реал Мадрид? Да. Епа, и он го носи по еден од тренерите на Реал Мадрид. Стадионот е во Сантијаго, Бернабеу. Така. Тој па има што?
Размислете, да не бе... Луис Енрике, Ханс Флик, сега на Барселона. И имаше уште еден исто Барселона и у Билбао, како беше сам. Фудбално услово. Кој беше на Реал и на Барселона? Не. Не? Има еден и у Билбао, тренер и у Барселона, ама за кратко. А кој ги кажа Луис Енрике? Луис Енрике и Ханс Флик. Сега што е. Ханс Флик. Да. Вал. А Јохан, ти текна Јохан? Јохан Кројф. Го знаеш и те. Може да иде. Ајде, одиме значи понатамо. Да. Јохан Кројф. Јохан Кројф, кажи дури текнува. Да. Јохан Кројф за... Седми точен одговор. Добре, упали овате. Луис Енрике. Луис Енрике. Така е, точен одговор. И Ханс Флик. И Ханс Флик. Ханси Флик, тој е актуелниот тренер на Барселона моментално. Фала Бориđe што сте ми пишале се. Звучам паметен за фудбалов. Многу ми е јако вака пушташ информација која ќе излеза. Звучам како стварно да пратам и како да знам нешто. Ханси Флик, актуелниот тренер на Барселона е воедно и 9-ти точен одговор за Александар и Бојан и 150 евра се сега момци ваши. Нели доколку се одлучиме да ги земеме, доколку не, ќе ни требаат уште 3 имиња за да стигнеме до онаа бројка од 200 евра. Не заборавајте дека ќе треба да дека обезбедивте учество за следното издание на нашиот квиз. Со други зборови сакам да кажам, бидете внимателни, нели да не имаме шанса пак да освоиме пари и минатата. За прва и емисија во оваа сезона доволно. Кажи да се загрееме и новчаникот да го загрееме малце. Така. Така, оставиме простори за супер. другите емисии. Така е. Се гледаме тогаш во наредното издание на листа за 300, до тоа со среќа да си ги трошите парите. Одлични бевте денеска. Но пред да се поздравиме, драги гледачи, да ги прочитам ај оние најзвучни имиња тренери нели на Реал Мадрид и на Барселона. Ги имаме тука Алфредо Ди Стефано, Гус Хидинг, ова се на Реал Мадрид, Жозе Мориньо, Зинедин Зидан, потоа Јуп Хајнекс, Камачо, Леон Банакер, Рафел Бените, Сантиаго Бернабе, Фабио Капело, Чаби Алонсо, тој е актуелниот тренер, и Џон Тоша, кој што воено беше и селектор на Македонија. А ги имаме и Радомир Антич, он е на Реал и на Барселона единствениот тренер, и Вујадин Бошков и Милјан Милјаник. А на Барселона ги имаме Боби Робсон, Јохан Кројф, Луис Ласло Кубала, Луис Енрике, Луи Ван Гал, Пеп Гвардиола, Ринус Михелс, Роналд Куман, Франк Рајкард, Ханси Флик, рековме актуелниот, Хеленио Херера, Цезар Луис Меноти и Чави, тоа се оние нели најзвучните имиња, секако помеѓу има и уште некој. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Секако знаете дека ви закажувам средба веќе до следното наше издание. До тогаш останувате со програмата на телевизија Сител и никако не заборавате. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!